да ви кажа некои работи и да се осврнам на одреден дел од вашиот говор во мојата реплика. Кога зборувавте во врска со демонстрантите кои што биле пред собранието денеска, еве добив една порака од Крива Паланка во која вели дека на сликата е препознале Наталија Ристевска, председателката на жени на локалниот клуб ли сега Унија на жени кај нас се вика, не знам како е во вашата партија, на СДСМ во Крива Паланка, чиј пак имот, бидејќи нејзиниот сопруг е под истрека, цареник Слободанчо Ристевски, така ми пиша во пораката, е замрзнат заради сомнително потекло на самиот имот. Дали мотивите за вашите протести и овие интерпелации кои што ги правите до министерката се за да го прекриете криминалот и криминалците во вашите редови, или и навистина имате одредени искрени намери со цел да предонесете околу развитокот на демократијата во Република Македонија, за кој што толку гласно зборувате. Бидејќи јас не ја познавам жената, тоа ми го пиша мој другар, веројатно вие ја знаете, меѓутоа ме замоли да го кажам како класичен пример, сакам да кажам дека и овие работи кои што сега ги правите пред собранието и младите дечки кои што не чекаат пред вратата, се навистина луѓе кои што се инструирани од вашите партиски штабови и на крајот на краиштата има меѓу нив луѓе кои што се кои што се гонат за криминал од страна и на Министерството за внатрешни работи и од страна на Управата за јавни приходи. Ме прашувате кој госпоѓа Шекеринска, ќе ви прочитам уште еднаш. Наталија Ристевска, председателка на жените на Социјалдемократскиот сојуз во Крива Паланка. Значи, госпоѓа Савова, доста е веќе со овие приказки кои што 12 часа ги слушаме и со кои ја замарате целата македонска јавност. Со вашите тези, со вашата наводно толку голема отвореност во врска со одреден несреќен случај за кој никој не верувам дека во оваа сала, ниту па во Македонија не сакал да се случи, ниту пак бил иницијатор на такво нешто. Меѓутоа, јас сакам да ви кажам дека ако стратегијата ваша и на СДСМ е на овој начин да добивате ситни политички поени и да го подигате вашиот рейтинг, мислам дека нема да ви вроди со плод. Значи, или имате одреден концепт за работа, или немате. Очигледно, вие го немате концептот за работа. Вие станавте дежурни штрајкувачи пред судовите во Република Македонија, правејќи апсолутно притисок и врз судството, и врз работата на МВР и така натаму. И мислам дека таа ви е единствена работа која што и понатаму ќе продолжите да ја